Впечатлив дизајн, 829 коњи, мамутски вртежен момент и 420 км автономија. Накусо ова е личната карта на Масерати Гран Кабрио Фолгоре. Наоружане со 3 електромотори, еден на предната и 2 на задната оска. Ваквата поставеност овозможува погон на сите тркала, векторирање на вртежниот момент на задните тркала и комбинирана максимална моќност од 610 киловати и 1350 Нм вртежен момент. Благодарение на импресивната моќност, забрзува од 0 до 100 км на час за 2,8 секунди и достигнува максимална брзина од 290 км на час. Уште поважно за електричен суперавтомобил се најавува автономија според WLTP помеѓу 420 и 447 км. Перформансите ги храни пакетот батерии од 92,5 кWh. Кога ќе дојде време за полнење, на располагање е способноста за брзо полнење од 270 кW, што му овозможува на автомобилот да добие храна за 100 км досег за само 5 минути. Ако не брзате, батеријата може да се полни од 20 до 80% за само 18 минути. На располагање се 4 различни режими на возење, меѓу кои Корса е најекстремната и ја ослободува целосната моќност на електромоторите. Маркантен е мекиот покрив кој може да се спушти за 14 секунди при брзина од 50 км на час. Кабината се одликува со чувство на висока технологија благодарение на 12,2-инчната дигитална инструмент табла, 12,3-инчен инфозабавен систем и 8,8-инчен дисплеј со дневни контроли. Интериерот е многу приспособлив и може да биде опремен со одржливи материјали како што е Еконил. Тоа е регенериран најлон материјал кој е направен од рециклирани рибарски мрежи и итисони. И сега доаѓаме до еден куриозитет. Дознавме дека Масерати Гран Кабрио Фолгоре во Македонија ќе чини 209.000 евра. Тоа се многу пари, но поради ослободувањето на електричните возила од данокот за моторни возила, Гран Кабрио Фолгоре ќе биде поевтин од Гран Кабрио Трофео за повеќе од 69.000 евра. Доколку се земе во предвид и дека Гран Кабрио Фолгоре испорачува 278 коњи и 700 Нм повеќе од Гран Кабрио Трофео, тоа е бомбона бизнис. Каде и како ќе ги полните батериите, тоа е друго прашање.